Жестоки и цврсти аргументи откочување на македонските евроинтеграции со заштита на државните и национални интереси. Само на овој начин со проактивна дипломатија и лобирање во европските институции може да се постигне успех и Македонија да се приближи до европското семејство со една цел: еден ден да стане дел од блокот. Премиерот Христијан Мицкоски не верува во инстант решенија и вели дека ќе предстои силна борба на овој пат. Сепак според него, за доброто на граѓаните вредела секоја жртва. Не крие дека ќе биде тешко да се исправат грешките на неговите претходници, кои воделе екзибиционистичка надворешна политика. Не верувам во инстант решенија. Правиме се што можеме, 6-ти месец поред, буквално со сите можни би рекол личности кои што можат да играат улога во надминувањето на овој спор наметнат кој што не ни дозволува да напредуваме кон полноправно членство во Европската Унија поради екзибиционистичката надворешна политика на претходната влада, односно политика во која што се гледа само до носот, подалеку од носот никој не гледал. На средбите во Брисел се воделе конкретни дискусии околу изнаоѓање прифатливо решение. Владата настојува на уставни измени со одложено дејство, а овој став ќе го брани и на самитот Европска Унија Западен Балкан, кој ќе се одржи во втората половина од декември, но и на средбите со Европската народна партија. Ќе се бориме, нема откажување, секоја борба за македонските граѓани, македонската иднина вреди жртва и онолку колку што е потребно ќе работиме, ќе преговараме, ќе аргументираме, бидете сигурни дека нема со ниту еден чекор да ги застрамиме македонските граѓани, ниту пак да нанесеме било каква лузна на македонскиот идентитет. Она што го слушнале новите европски челници вчера е и фактот дека и покрај сите жртви што Македонија ги направи низ годините, остана во чекалната. Македонскиот државен врв го реафирмираше ставот дека ултиматуми веќе нема да се прифаќаат и дека ќе се разговара онолку колку што е потребно, за што поскоро да се отвори првиот кластер.